Okay, so shall we begin? Значи можеме да почнеме. Дали се слушаме? Добро. Ке се обидам да бидам доволна гласа. Прво сакам да ја се заблагодарам на фондацијата што го организира овој настат и со така да им се заблагодарам на сите учесници кои што дојдоа овде денеска. Мислам дека почнавме со прилично убав вовед во почетокот, меѓутоа и веќе навлеговме и во некои малку поважни прашања во однос на целиот спектар за работите кои што можеме да ги истражување во рамки на темата за овој дводневен настан, кој што може да е секој од нив е релевантен, но можам да кажам тоа е област во која што можеме да се надпреверуваме со различни приоди идеи, дека сите со себе носиме, не треба да имаме само една заедничка идеја или унифициран приод во однос на трите елементи кои што се исправени денеска пред нас во овие двете, а тоа се уметноста, активизмот и општеството. И ако го прочитавте описот на овој настан, тој има една многу важно наговестување во однос на политичкото, а тоа е поврзаноста со државата и во однос на моќта која што ја представува самата власт. И сега ова може да биде различни прашања, иако навистина дозволено е да се има различни приоди кои што во еден момент можат да бидат и контрадикторни, меѓутоа тоа е начинот на кој што сите ние можеме да си ги предизвикаме собствените мисли и позиции и дали можеме да ја затврстиме својата позиција или пак може да преговараме помеѓу позициите и верувањата на едниот и на секој од нас доаѓа од собствената практика и од секојдневниот живот во нашето општество. Мислам дека од самото опис кој што беше даден за овој дводневен настан, една работа која што навистина се истакнува, но не е многу присутна во самите наслови, е прашањето на автономијата. И токму заради тоа мислам дека зошто таа толку конкретна тема или елемент од секојдневната практика кој што можеме да го дискутираме за тоа каде уметничката продукција завршува, дали има свој доделен простор во или уметничката активност, дали има свој простор и дали сме задоволни во која е содржината и кои се односите помеѓу уметникот и општеството, но од другата страна кој е просторот, разликите и односите помеѓу уметничката производство, процесите и воспоставената моќ или власт во едно општество. Прашањето за автономија обично се појавува многу често во ова секојдневна практика која што ја правиме и понекогаш се сретнуваме со културни настани или уметнички настани, но секој ден всушност го се соочуваме со општеството или со конкретните политички идеи кои што ги имаме за самото општество. Затоа мислам дека овој панел треба малку да ги отвори овие прашања, да ги проблематизира воспоставените концепти за тоа што е автономијата, како треба да се приближиме на моќта на државата, дали преку уметничката продукција, ако сакаме да го оформиме општеството на друг, дали треба да бидеме блиску до власта или не, или пак целосно да се фокусираме само на општеството и да дадеме креативен потенцијал, а не реактивен, освен тоа што секој пат би биле против властите. Лично мислам дека себе треба да бидеме сомнителни во било какви односи на инстанциите на мој кои што обидите имаат моќ да ги кооптираат сите артистички и социјални процеси и понекогаш се кооптираат во рамките на државните структури и во кодирањето на самиот простор кој што државната моќ власт го има, и улогата на активизмот во често треба да избегне од оваа кодирана простори, територија, да создаве своји мали простори, колку и да се тие мали, и да ги проширува, кои што сами по себе генерираат собствена еминенција.
врската помеѓу уметноста и општеството е многу проблематична, бидејќи понекогаш се обидуваме да исцртаме линијата или границата помеѓу нив, бидејќи ако ние немаме линија или не размислуваме за тоа како таа може да се примени, тогаш не знаеме која е конкретна политичка практика и во овој момент тоа може би да звучи малку и конзервативен период и кој е конкретната статична уметничка практика, но кога ќе ги споиме овие два процеси или две територии, ќе видиме често како наместо да се отвореме на нашите проблеми кон општеството денеска, ги гледаме практиката на модерното општество како виси или над општеството, ги зема тие проблеми кои што постојат и ги презентира преку алатките за уметничкото производство, со што го представува општеството само на себе, но користи различен сет на алкати. И на тој начин се затупуваат овие елементи на овие процес, например, како што видовме документа во Амта, кој што не им кажа на грците ништо друго, туку им кажа колку им е трагичен нивниот живот. Од друга страна, пак, например, имаме една да се обеда уметничка продукција и сите други процеси и односи кои што се напојувани од политички потенцијал, обично имаат ризик да станат политички памфлети и тогаш тие се неуспешни бидејќи не ја носи вистинскиот потенцијал на вистинската политичка монпа. Затоа мислам дека сите овие прекршувања и преклопувања ќе ги дискутираме малце повеќе. Ајде прво да зборуваме малку, да ја предизвикаме работата на нашите панелисти кои што ги имаме за овој панел денеска и потоа прво ќе му го дадам зборот на Оливер, кој што доаѓа од Австрија и е уметник и ми се допаѓа твојата работа, но ќе имам повеќе прашања за тебе подоцна во дискусијата, но посебно да ни кажете за ови неколку прашања и теми кои што јас ги отворив во моите воведни говори. Благодарам, Артан. Ќе станам затоа што треба да представам повеќе слики и имиџи и затоа полесно ми е да стојам додека зборувам со вас. И јас сум уметник кој што е базиран во Виена, Австрија и таму веројатно е добро да почнам со приодот кој што се однесува на тоа. Во Виена во 97-та година, значи пред 21 година, јас произведов еден билборд во соработка со уште една австријски уметник Мартин Крейн, кој беше директно ставен пред државната опера во Виена, која што се наоѓа во самиот центар. Овде може да видиме една слика на оваа инсталација или билбордот кој што го имавме ставиме на левата страна. Се наоѓа државната опера во Виена, а доколку внимателно погледнете, имавме и неколку Моцарти како ги продаваат картите, а сите тие се странци, тоа е многу лошо или слабо платена работа. И она што ние го направивме во рамките на овој проект е тоа дека ние упативме на два различни контексти. Едниот е контекстот во 97 година, кога беше објавено од Европската Унија дека тоа ќе биде годината против расизмот, значи официјалната година од страна на Европската Унија посветена на борбата против расизмот. И потоа, веројатно ќе кажете да се разбира, Европската Унија го дефинира расизмот како нешто што е многу посебно, нешто како ксенофобија или пак и расизмот го сметаат за нешто што го прават индивидуалците или помалите групи. Она што не недостасуваше во околу 50 или 100 проекти кои што всушност беа спроведени од страна Европската Унија во 97-та, беа проекти кои што го адресираат или го решаваат расизмот како нешто што е вклучено во самата структура на Европската Унија. Па затоа сакавме да и упатиме на овие недостасувачки елементи
преку организирање на проект во јавен простор, кој што всушност нешто зборуваше за институционален или институционализиран расизам кој што постои. Па затоа упативме на нешто кое што беше прилично ново во локалниот контекст во тоа време. Значи, а тоа беа притворските центри за барателите на азил, дека тие беа ставени прво во вакви центри за азиланти, а пред да бидат вратени назад во нивните земји. И во 97 година ова беше еден вид на нова институција што се појавуваше. Со овој проект ние всушност сакавме да упатиме на овие притворски центри, не како што на начин кој што тоа го зборуваа невладините организации кои што беа фокусирани на повредите на човековите права, туку да го представиме како пример за институционален расизам. Ова парче може да го прочитате. Државниот расизам во Австрија, не далеку од овде, каде што се случува државен расизам во форма на затворање или притвор за луѓе кои што чекаат враќање во нивните земји, а не единствениот криминал на овие луѓе, голем дел од кои што се малолетници, е да бидат казнети без судска одлука до 6 месеци затвор поради нивното потекло и социјалниот статус. Има и една публикација за овој проект кој што можам да ја дистрибуирам овдека, па да ја прочитате доколку ви се допаѓа. Уште еден проект кој што го направивме неколку години подоцна со Мартин Крен. Направивме 3 различни верзии за 3 различни градови, а она што го гледате ова е верзијата за Минхен. Каде истите слики се од минхенската верзија на самиот проект. Делото се вика Европски корпорации за корекција и всушност самиот на корпоративните затворски институции во САД и овој всушност период направи нешто кое што не постоеше во тоа време во Европа со исклучок на Обединетото кралство. А ова е тенденцијата за приватизирање на затворите за да се создаде ново поле во општеството каде што може да се случи искористување на ефтина работна сила. И тоа всушност создава одредено ниво на очекување за експлоатација на работната сила на затворениците. И затоа овој контейнер го ставивме во центарот на градот и постојат CD графици на самиот овој контейнер и всушност тука се покажува архитектурата на најголемиот затвор во градот. И ова, да кажеме, овој блупринт бил изменен токму заради на начин како, например, една приватна корпорација кога би го презела раководството со затворот. Примерно имаше 2 измени. Едната се однесуваше на дека во нашата архитектура ние се обидуваат да го зголемат бројот на затворски келии за да се зголеми капацитетот за да се затворат повеќе затвореници во самиот затвор поради економски причини, бидејќи ако имате повеќе затвореници можете да го изголемите профитот што го заработувате. А втората работа да се даде некаков објект, обично фабрика или некаков производствен погон. И внатре имаше различни изјави во рамки на овој проект и начинот на кој што овие пораки или изјави се напишани всушност упатува на тоа дека тие ја држат публиката или јавноста во јавна состав, дали ова е една корпорација која што сака да ни га представи својата визија
за тоа како да се создаде нова област на експлоатација и да не покани да купиме акции од ова корпорација или пак дали можеби ова е наменето со критичка мисла. Ке ви прочитам еден од изјавите, мислам дека имавме 12-14 изјави ставени, за да може да добиете всушност идеја за тоа. Вин-вин ситуација. Иако одреден број на затворници ќе се зголеми, корпоративните затвори во Европската Унија ќе заштедат на затворските службеници и чувари, бидејќи тие и заедно со постоечките услови во затворот Штајденхајм затворниците ќе бидат обврзани да работат за ниска плата, а продажбата ќе биде ограничена само на продавцините, што ќе биде направено како субсидијар или со субвенциите, и затоа цените, односно работната сила трудот и заработувачката од затворниците ќе оди директно кон затворот. И всушност ова е еден вид на нова иновација. Сите беа работат од слични примери за тоа како функционираат овие корпорации во Обединетото кралство, во Австралија, па дури и во Соединетите Американски држави. Потоа имавме уште еден елемент, како што може да видите овде, на левата страна, контейнерот е отворен и може да се види на самата слика каде се наоѓа, има еден видеобим, кој што се пушта тоа е 60-минутно видео кој што се базира на разговор со Марк Бансли. Марк Бансли е оно што вие можете да го кажете активист за правата на затворениците, и тој самиот всушност беше затворен пред 8 години, ако добро се сеќавам. И во самите овие затвори во Обединетото кралство тој беше преокупиран со создавање на бунтови помеѓу затворениците, затоа сакаше да го наруши протокот на производство и беше казнет заради тоа. А овде тој зборува за проблемите со затворањето, затворите генерално, и се разбира со приватизацијата на затворскиот систем конкретно. Исто така е важно дека овој човек доаѓа од Обединетото кралство, кој што всушност представува еден вид на мост, кој што доаѓа од САД преку Обединетото кралство, и таа беше првата земја во Европа каде што повеќе или помалку овој принцип на приватизација на затворите беше спроведен со неколку различни затворски установи, и тие создаваа високи профити за корпорациите кои што учествуваа во овој феномен. И Марк е анархист и прилично е радикален со неговата критика во однос на затворскиот систем. За посетителите, кога ќе го погледнат текстот и кога ќе го видат ефектот, тие беа ставија во една незгодна позиција дали ова е вистина или можеби е лажно, од која позиција е напишан текстот. Меѓутоа, кога ќе го слушнат анархистот, за нив на поголемиот дел од луѓето им станува јасно дека ова мора да биде некаква уметничка инсталација или пак работа на некоја невладена организација. Например, не. И ова нешто често го правиме, не само за да означиме некој проект како уметност од самиот почеток, туку многу често, исто така, не сакам да земам авторство за за дела во јавни простори, за да не ставам дека публиката веднаш да го види тоа како уметност само. Всушност, ова е уште едно брзо дело кое што го направи во 2007 година. Имаше самит на невладините организации во Германија, и пред да се случи овој самит, во месеците предходно имаше голема мобилизација,
И ова е само всушност еден едноставен постер кој што беше користен околу 10.000 пата. Беше 10.000 пати, беше дистрибуиран до многу голем број на делови и тој повикуваше луѓето да учествуваат во блокирање на G8 самитот што се одржуваше во тој град. Тој не се случуваше во самиот град, туку тие го избра селото Елегетам, бидејќи таму има еден огромен хотел со 5 звезди и голем комплекс. Меѓутоа, кога правите конференција како на групата G8 и кога ќе го ставите на оние кои што се обесправени во општеството, за да можете да го организирате, ви требаат стотици луѓе кои што ќе работат различни работи, обезбедување, готвочи, преведувачи, и нема простор за сите нив да спијат 4-5 дена во тој хотел, се додека се одвива тој G8 самит. И сите има беа сместени во хотели во блиски градови, примерно во Росток. Меѓутоа, концептот на опозицијата на G8 беше да се блокираат сите улици кои што водат кон хотелот, за да ги спречат групата G8 да се сретне и да донесе одлука за тоа како тие би сакале да управуваат понатаму со светот на еден, да кажеме, недемократски начин, бидејќи G8 100% него представува населението во светот, туку можеби само околу 25% од севкупното население во светот. Ова дело се вика одбиваме да постоиме, и беше направено во Маеркс, која што е всушност една најголема корпорација која што врши превоз или транспорт на стоки, и затоа многу е важно за економските и за слободната трговија која што треба да се одвива. Овде може да видите дека еден од овие типични имиджи за контейнерите кои што се служат за дистрибуција на стоки, односно на добра, всушност е и најголемата данска корпорација, но оно што не е типично за овој е всушност оградата која што всушност се создава и една поделба помеѓу јавното и приватното. И таа ограда овдека е скршена и луѓето можеа да влезат внатре. Овде го гледаме истата слика, меѓутоа е презентирана во Копенхаген, многу близко до локалната железничка станица, која што всушност каде што постои и висок процент на мигрантско население во близината на оваа станица. За град кој што е толку богат како што е Копенхаген, ова се смета дека е сиромашна населба. И овдека внимателно го гледаме овој имидж и го гледаме локалниот воз, меѓутоа не знам дали може да забележите во групата на луѓе се чини дека оградата која што беше скршена на самата слика, всушност овдека е инсталирана на самиот пат или наместена на самиот пат. За многу луѓе ова може да е чудно и да биде што е значењето и смислата на ова. На следната слика сега веќе добиваме идеја за тоа која е значењето, бидејќи всушност станува збор за огромна платформа за скара. И не е тоа можеби чудна идеја, туку постојат две причини за толкувањето на ова, дека ова дело беше направено во Копенхаген во 2011 година, а 10 години предходно, во 2001 година, постоеше големо востание или пак револуција во Аргентина. Во Аргентина постоеше финансиска криза и банкарските сметки на сите луѓе беа блокирани, луѓето излегоа на улиците, мислам дека 3 или 4 председатели следеа еден по друг и мораа да си даваат оставки по неколку недели од нивната функција и многу активности се случуваа на улиците на Буенос Ајрес, а една од најактивните групи беше
Пикатереос, а тие всушност имаат практики каде што всушност расклопува огради или монтажни згради од корпорацијата и ги става на средината на улицата и ги користеа ваквите огради како место за правење скара и блокада на патот. И таму се стоеа заедно со своите семејства со недели со цел да направат аргумент, да дадат аргументираат всушност за нивните желби и барања, а тоа обично за да добијат по правични плати или пак социјални услуги. Уште еден проект кој што многу накуса ќе го објаснам се вика Вансин пред рок, изборите се измама. Ова е проект кој што беше поставен во јавен простор и кој што сакав да го направам, но не бев во можност. Во суштина станува збор за 1,5 мегабајти голема слика, која што ја поднесов на еден отворен конкурс, што го организираше невладина организација во провинцијата Кјурин во Австрија. И јас всушност ја добив наградата за овој уметнички, добив писмо и потоцна бев контактира за да ја добијам наградата, но 3-4 недели потоцна добив уште едно писмо од директорот на културното оделение во провинцијата, кој што ми каже дека тие не се во можност да го финансираат мојот проект. И прво не разбрав за што станува збор, на крај сватив дека всушност оваа невладена организација го организираше конкурсот, но парите за производство на културниот проект всушност ќе дојдат од одделот за култура, државниот оддел за култура, па затоа не бе во можност да го направам проектот. Мојата идеја беше да направам серија на билборди за време на изборната кампања, локалната изборна кампања и всушност да направам слики каде што и би имале планини во позадината, а напред би биле лицата на политичарите и одоздола да има слоган кој што повеќе или помалку беше политички настроен. Па затоа всушност решив да ги отстранам лицата на политичарите, да останат само планините со текстот дека изборите се измама, бидејќи кој што всушност е централниот слоган на мај 1869 кога имаше економската криза доби поразлично мислење и сакав да проверам дали сето тоа има некакво влијание во промената на политичкиот контекст. Ова е еден од постерите кој што можеше да биде презентиран и знаеше како смете се за татковината, мат за татковината е подобро отколку американците за не знам, и за нив кажав дека за мене не е можност едноставно да се каже дека не можете да ја презентирате оваа работа, па им дадов ултиматум. Имате 2 недели да ми ги пуштите парите, ако не, тогаш јас ќе излезам во новините со ситуацијата, тие ми ги дадоа парите и всушност и веќе за 2 недели имаше неколку медиуми кои што пишуваа и направија прилично голема контроверзија или скандал, еден од најголемите во Австрија во последните 5-10 години и потоа малку се смени од кога по период од 2 месеци добив повик од една алтернативна радио станица која што ми кажа дали ја виде изборната кампања на конзервативната партија, тоа е она која што не сакаше да мојата кампања да излезе и тој ми испрати скен преку имејл и дека тие ја користеа мојата слика во нивната изборна кампања и ставија едно лого како што
културата се продава во продавница или нешто слично. И тоа беше всушност комбинирано со помал текст каде што имплицира дека тие ќе користат субвенции за култура за да се дека ја користам субвенции за да се збогатам. И наместо да одам, сакав да го преземам правни акции против оваа конзервативна партија, но тие река дека сега ќе ги судиме заради тоа. Благодарам, Оливер, за една прилесна, интересна презентација и теорија на твојата работа. Мислам дека ни ги покажа сите фази од различни проекти и ни обезбедува можност, провокација за мислење како активистите работат денес, како понекогаш тоа е дел од дека е евидентно, а понекогаш дека тоа можеш да покрене одредени политички грижи, но тоа ќе го оставиме овој дел ќе го оставиме за вториот дел. Меѓутоа имаме уште еден гостин од САД кој што ни доаѓа и кој што тоа верува на неговиот приод, ќе зборува на неговиот приод за темата. Деска во вториот дел можеме да зборуваме со различни приоди со уметниците кои што ги користат во својот секојдневен живот и затоа би сакал всушност на почетокот на следната фаза по прашањата, после првата рунда на презентација, мислам дека ќе имаме неколку прашања за тој кој што ќе покренат одредени грижи за нашата секојдневна работа, се разбира. Здраво. Јас сум Стив Ламберт, јас сум уметник и се представувам како уметник, меѓутоа сум коосновач на Центарот за уметнички активизам, кој што работи на истражување, обука и образование и ние ги правиме во практика проектите на уметничките активисти и ние работиме уште нешто на што не ми текнува Славица. Подсетиме што беше тоа што сакав да го кажам. Значи, ние сме непрофитна организација, ние всушност работиме она што го студираме или што го проповедаме. Другиот коосновач или кодиректор има поголемо активистичко истражувачко искуство и ние направивме две работилници во Скопје и во неколку различни земји во светот, со повеќе од околу 1000 активисти како да ја користат креативната работа и уметници кои што сакаат да бидат по-стратегиски и по-практични. Би ќе зборувам за работилницата, но ќе ви дадам пример за она што ние го правиме. Затоа ќе поставам прашање и потребно ми е вие да ми одговорите на прашањето. Ќе ви го кажам прашањето, но ако имате идеја, кренете рака, ве молам. Она што сакам да знам е, замислете дека за една година ќе го снема светот, ќе се случи огромна катастрофа. Како може да замре светот за една година? Се е можно. Дали имате? Се извинувам, ама не зборува во микрофон, не можеме да го преведеме. Имаме еколошка катастрофа. Кој е другиот начин на кој што светот може да... Кажете уште еднаш как ќе ве замолам? Комента да ја удри планетата Земја. Која е уште една друга можност? Се извинувам, не зборат. Супер вулкан, веќе почна на Хавај да се случува ерупција на супер вулкан. Нуклеарна експлозија или бомба. Имаме 4. Доналд Трамп. Ми треба глагол. Што прави тој? Доналд Трамп стиска на едно копче за да види само што може тоа да направи. Во ред, ќе го прифатам и тоа, окей. Магнетното поле на Земјата престанува да функционира повеќе.
Ама природна е, интелектуална катастрофа, ова е добро. Ајде нешто друго. Нема повеќе пчели и сите пчели изумреле. Светот престанува да се врти околу својата оска. Големиот следен Биг Бенг, односно големата експлозија во универзимот. Меѓутоа, кога ние сме тука, како ќе го спасиме светот? Доналд Трамп пак. Ми треба глагол, ке ве замолам. Што прави тој за да го спаси светот? Пак го стиска копчето и светот е спасен. Значи, кој е еден друг начин на кој што светот може да биде спасен? Државите се уништени, како тоа се случува? Твоето прашање е како светот е спасен. Ке може ли некој да ми каже да зборуваат во микрофон? Ке веруваме дека постои некој таков процес. Овој пат има многу помалку раце. Би можеле да продолжиме, но сакам да ова го работиме на самата работилница и идеите за тоа како светот може да заврши, брзо ви доаѓаат на ум. Но тие, тоа е прави некаква, има некаква смисла. Но кога ќе прашаме начини како да се спаси и потешко да се дојде до идеи, и кога размислуваме за нив, поскептични сме. Значи, како да спасиме нешто. Ако дали ќе има некаква експлозија, да се разбира. Значи, ова е дело до што ние го правиме. Постои причина зошто го правиме ова, нема да ја објаснувам во детали како постои еден еволутивен аргумент дека да се биде внимателен, скептичен, дека тоа ни помогнало да преживееме како род или како вид и дека не од огромно значење за уметниците. Но тоа не значи дека ако се фокусирате на проблемите, постојат голем број на зборови за вас во светот. Ќе добидете голема слава како уметник и како мислител, ќе добиете пари ако отпечатите нешто во весник или ќе бидете поканите да пишувате книги или да давате говори. Тоа е еден вид на лукративен бизнис кој што воедно носи голема гратификација за сатисфакција за самото его. Во уметничкото училиште работев во еден Веспа шоп и возев моторев и една работа кој што ве учат на часот за безбедност дека кога ќе свртите треба да погледнете кон улицата каде што свртувате. Идејата е дека треба кога ќе погледнете треба да го видите хоризонтот и да кажете дека ќе одам таму. Ако всушност вие само се фокусирате на парчето од патот кој што е пред вас, нема да можете да стигнете до крајот. До крајот на свртувањето или на споредната уличка има уште една изрека која што гледајте каде одите, одите каде гледате и тоа е тешко да се направи, а се уште го заборавам тоа и мислам дека голем број на искусни луѓе забораваат да го направат тоа. А еве уште еден пример зошто. Овој човек всушност оди на една кривина и малку ако влезете во кривината со голема брзина, умот почнува да ви паничи, ако одите многу близко може да ја удрите карпата и вие веднаш почнувате да зборувате карпата ми се придвижува и одеднаш на крај бам удирате во карпата.
и многу луѓе всушност се повредуваат кога се фокусираат на погрешната работа, но она што сакате да се фокусирате е начинот на кој што ќе го поминете оваа кривина. И попреките во вашиот мисловен процес може да биде тешко е да си го насочите умот на она што ви го одзема вниманието, односно да го оттргнете од таму. Ова е една аналогија која што функционира. Правете уметност наместо да се фокусирате на проблемите. Ние всушност само ги сретнуваме тие проблеми, не дека треба да ги игнорираме, се разбира, но кога можете да го видите резултатот на кој што сакате да работите, тогаш може да видите начини како да ги надмините пречките. И тоа е уште една работа која што ми беше посочена на курсот за безбедност при возење мотори. Ако ја гледате карпата, не ја гледајте карпата или пречката, туку гледајте онаму каде сакате да одите. Кога ќе видите каде сакате да стигнете, ќе видите како и да стигнете, како можете да стигнете до таму, избегнувајќи ги пречките на патот. It's important as an artist who wants to have a political effect to think about the world that we want. This utopic vision, the end of the turn, something that's way out there that we may never reach, but it helps us orient. Но тоа ни помага да се ориентираме и да видиме кај сакаме да одиме и при тоа да ги избегнеме пречките. Тоа мене многу ми помага. Вие имавте многу добри поенти, како например за автономијата, и мислам дека и сум го слушнала ова повеќе пати. Ако размислиме за она што би произлегло, тоа е нешто како би личело на пропаганда. Вие ги барате од уметниците не само да работат политички, туку и да работат кон одредена политичка цел. И тоа ги инструментализира уметниците кои што треба да бидат слободни и не треба да бидат контролирани. И сметам дека важен дел од тоа е што е самоволно. Вие го бирате оној хоризонт кон кој што сакате да работите и ако тоа се соодветствува со работата на некоја невладина организација или на државата, тогаш можете да работите со нив, затоа што имате иста цел. Но сепак тоа е самоволно. Исто така, зборуваме за една многу стара идеја за тоа што е пропаганда и кога уметноста станува пропаганда. И ова е моделот за комуникација Шенон Вивер. И идејата, всушност јас имам идеја и треба да ја пренесам во јазик и да ви ја кажам преку зборови што сум ги одбрал. Го слушате тоа, го декодирате тој говор и ја имате истата идеја. Ако имате различна идеја, тогаш имаме проблем во комуникацијата. Има нешто што е погрешно. Идејата на пропагандата е дека само го кодирате тоа во уметност наместо во јазик, и во пропагандата вие треба да го мислите истото што го мислам и јас, затоа што има една порака и вие треба да ја примете таа порака. Доколку примете поинаква порака, тогаш пропагандата не функционира. Не мислам дека уметноста функционира на овој начин. Кога ќе замените уметноста во средината, затоа што идеите на уметниците се многу покомплексни често пати и поентата е човекот од другата страна да размислува исто, да има своји мисли кои што одат во оваа насока, што не мора да бидат идентични. И другата работа е што ако уметникот има многу јасна замисла, тогаш уметноста ќе наликува на призма, затоа што ние имате фокусирана, ако имате фокусирана мисла за тоа што сакате да го постигнете, ќе имате многу различни исходи од тоа всушност. И тие можат да имаат слоеви, да бидат повеќе слојни и покомплексни. Но ако ја немате таа намера, тогаш многу потешко ќе го достигнете оној ефект на виножито. И сепак, мислам дека функционираме со една застарена идеја на пропаганда. Во Соединетите Амерички држави, нашиот проблем не е идеја за што е вистина. Имаме многу политизирани идеи, за настаните, што значи дека има повеќе приказни за вистината. Има лево размислување и значење за како се случиле изборите и десничарско размислување и десничарска верзија. Мислам дека Русија го прави тоа многу подобро од нас,
затоа што го прават дел од нивните државни медиуми и кога летот 17 беше прекинат во Украина, тие извадија 8 различни верзии на приказната во државните медиуми за тоа за што се случило. И сите беа контрадикторни една на друга. Не имаше една приказна, туку имаше 8. Што значи дека современата идеја за пропагандата не е ова, туку е ова. Тоа е да ги преокупираш, да ја преокупираш публиката со многу информации, со многу перспективи. Не е навистина важно што е вистина и што другиот човек размислува, односно мисли. Целта не е да разберат нешто, туку целта е да речат, па кој може да знае. Нели политика? Не е за мене. Многу ми е збунувачко. И да се откажат. И да си дадат оставка и да не знаат што ќе се случува со иднината. И да мислат дека целата политика е корумпирана и веројатно знаат дека ги лажат. Барем кај нас ние знаеме. Но целта на тоа не е да се разбере нешто, туку да се откажате од иднината. И луѓето кои што имаат придонес од тоа што ние се откажуваме и кои што немаат визија за тоа како светот може да биде спасен или подобар, и само најкорумпираните политичари го знаат тоа, нели? Тие се оставени да прават што сакаат. И заради тоа е многу полесно да си замислиме непогоди и сите оние нешта кои што можат да тргнат наопаку, но многу е потешко да се замисли како би одел светот понатака. И мислам дека уметноста е еден канализатор за нашата мисла за тоа како ќе оди светот понатака. И не можете тука само да понудите различни перспективи. И кога уметниците се обидуваат да избегнат пропаганда од 20-тиот век, тие стануваат парчиња на ова помодерно и мислам дека и помодерна и поуништувачка форма на пропаганда. Утре ќе правам работилница, можеби ќе го спомнеме тоа подоцна, но е и во програмата и ќе зборувам многу повеќе за ова и ви благодарам за вниманието. Ти благодарам, Стив, за твојата многу за твоето добро објаснување и пристап за како да ја имплементираме уметноста во активизмот и за твоето размислување. И ти си најдобриот пример за тоа како се прави. И мислам дека ова отвара многу други прашања кои што ќе бидат дискутирани и мислам дека има многу голем потенцијал тука за да развиеме подоцна една пофокусирана и посодржајна дискусија поврзана со нашето искуство во Македонија, каде што имавме многу инстанции, каде активистичките организации имавме користење на многу различни артистички алатки за некогаш подобро да се пренесе пораката, но и да се затскрие пораката зад некое движење или политичко дејство. Сега би сакал Христина, да ја повикам Христина, за да ни каже неколку зборови. Мислам дека нема презентација. Исто така можеби би можела да ги споделиш твоите искуства и да разговараш за оваа тема. Имајќи го предвид тоа дека дека имаш многу уметнички дела и имаш начин на кодирање преку уметничката изразување и да ги искористиш тие за активизам. И повели, можеш да земеш збор. Ти благодарам. Најпрво би сакала да им се заблагодарам на организаторите кои што ме поканија. Најпрво сакам да кажам дека сум представник на Јадро, Асоциација за независната културна сцена. И најпрво, јас сум уметник и исто така сум представник на невладина организација која што ја основав заедно со Јане Джалевски во 2004
кое што се вика Press to Exit проектен простор и нашата организација во 2012 заедно со други невладени организации од полето на уметничката сцена го основавме Јадро, Асоциација за независната културна сцена. Кога пред 10 дена ја добив оваа покана за да учествувам на настанов, одев низ различен вид емоции со прашањето кое што е представено тука. Не знаев каде да започнам, што сакав да кажам. Имав толку многу зборови што сакав да ги споделам со вас. Затоа што во последните 20 години, колку што сум уметник и колку споро бев на мој колку бев заинтересирана да се етаблирам во областа на културата како културен работник, беа многу различни улоги. Едната беше во улогата на промовирање на други практики на други луѓе и носење на луѓето тука во Скопје, и Јадро кое што работи во полето на лобирање и застапување за позицијата на независната културна сцена. Мојот живот стана кошмар, своевиден кошмар. Или, може би, тоа беше одлука која што беше намерно направена за да се обезбеди автономната позиција, мојата автономна позиција како уметник. Затоа што исто така сватив дека особено во последните 10 години притисокот кој што беше ставен врз уметниците понекогаш беше толку силен што немав зборови да одговорам и не можев да одговорам. Ми изгледаше многу агресивно, несоодветно од двете страни, затоа што имате уметници кои што беа злоупотребени од страна на претходната власт или користени, или едноставно им беше драго што се користени со највисоките хонорари што ги добија покрај тоа што беа анонимни уметници и за кои што многу малку се знаеше, или уметници кои што сака да го прифатат правилото кое што им го дава донаторите во оваа ситуација на живот и смрт во државата. Заради тоа навистина се борев и се мачев со тоа. Секако не сакав да бидам првата, затоа што ова е целосно надвор од мојот скоп, но имав многу проблеми со мојата позиција како уметник во ова општество. Не знаев која сум како уметник и не знаев како да си ја задржам независноста и како јас ја представувам идејата и како јас размислувам за тоа што се случува во општеството, што се случува во полето на уметноста и во независната уметничка сцена, заради тоа што работите не се црно-бели, тие се многу комплицирани и ние навршивме една фаза пред една година, не како победници, но исто така и како губитници, затоа што во мојот случај јас изгубив пријатели, изгубив самодоверба или верба во луѓето, во идеите, во идеологиите. И ова е некој вид на почеток ова е како одново почнување, повторно. Исто така го гледам она што е прикажано тука, што направи Фондацијата Отворено општество последните 25 години во Македонија, и тоа е нешто кое што може да го видите во јавниот простор, но исто така не видов никакви информации за иако Фондацијата Отворено општество ја го поддржа Јадро,
И едниот проект беше модел на хибридна институција кој што со години се обидовме да го воспоставиме заедно со општинскиот центар и овој донатор ни помогна да ја објавиме оваа брошура и да ја представиме на публиката и да ги слушнеме нивните мислења на јавноста, но тоа е нешто што не го гледате. Тоа е нешто што се случува внатре, помеѓу вие како организација, поширока група на луѓе која што ја представувате и некои авторитети. И навистина ми е жал што тоа не е презентирано тука на овој ѕид. Но, исто така, успеав да издржам и да бидам активна во полето на културата во последните 20 години. Многу од моите колеги со кои што учев и студирав, и имаше 30 од нас на факултетот за уметности во Скопје, тие целосно исчезнаа. Целосно воопшто не се заинтересирани да произведуваат било каква форма на уметност и не велам некоја специфична уметност, туку било каква форма или вид на уметност. Имаме ситуација на визуелни уметници, не зборувам за други полиња во полето на уметноста и културата, но зборувам конкретно за визуелните уметници кои што се целосно напуштени, кои што се на маргините во општеството и кои што немаат никаква сериозна поддршка, посериозна поддршка, освен некој вид на поддршка на Министерството за култура за да бидат наречени независни уметници и да добијат некакви средства за здравје и за осигурување. И во моментов јас сум само вработена и не сум обврзана да секој месец да добивам плата ако не си ја заработам таа плата. И да останеш независен во овој контекст значи дека треба, односно мора да работиш како координатор, како административец, како да развиваш проекти, да остваруваш проекти, да пишуваш извештаи, се. И на крајот на денот за да можеш да имаш пари за да преживееш. Тука ќе престанам и можеби ќе продолжам понатака. Ова беше само провокација. Тоа е многу интересно. Имаме 3 прашања за 7-миот дел. Во ред, сега ќе продолжиме со Небојша Вилиќ, кој што е, мислам дека беше многу вклучен во последниве повеќе од 5-6 години, особено во социјалниот активизам и вклучување на повеќе, односно мобилизирање на различни уметнички активности и настани во јавноста. И мислам дека Небојша беше најактивен во наоѓање документи и коментирање на овие настани кои што се случуваа во Македонија и многу едва чекам да ги слушнам вашите мислења, имајќи ги на ум вашите искуства и вашето многу фокусирано документирање на сите овие настани кои што се поврзани со темата. И мислам дека луѓето преку вас, односно преку вашиот Facebook блог, може да ги прочитаат овие документи. Така што вам молам, земете го зборот. Морам да додадам дека објавив еден текст. Текст. Односно за таа некоја хибридна форма помеѓу уметноста и активизмот, односно уметникот како носител на уметноста и на активизмот. И така што мојата позиција е сега малку неблагодарна тука во смисла дека самиот наслов, знаете, има две решенија кои водат кон ист одговор. Значи, позиционирајќи се себе си во рамките на десно ориентираната идеологија, а живејќи во Скопје и проживувајќи во проектот Скопје 2014 година, јас би додал да имавме уште еден мандат, уште повеќе ќе ја значи ова што е останало неискористено од моќта, ќе го искористев така. Да бев лево ориентиран, тогаш ќе речев значи исто така, што остана неискористено од моќта на уметноста да употребам за да го поништам Скопје 2014 година.
Значи, двете позиции имаат и своји афирмативни позиции, да кажем така, гледишта, и имаат гледиште кое во принцип не е искрено, заради тоа што и двете гледишта се свесни дека уметноста нема веќе никаква моќ. Односно, не треба да има никаква моќ. Заради тоа што беше спакувано како уметност која произведува некоја култура во рамките на десно ориентираната идеологија до пред 10 години, беше продуктивна во една известна смисла, и, односно, беше искористена во известна смисла и тоа за една група на субјекти на македонската општественост е можеби суштинско, главно и најдобро што се случило од 91, да не кажем од 45 наваму. Од друга страна, за тие кои припаѓаат на левата ориентација идеолошка, например, проектот беше доста пишувано, нали, Скопје 2014 е определуван во една или во друга смисла. Значи, како да се приде кон ова прашање? Како прво, дали уметноста и културата навистина се уште поседуваат неискористена моќ? Значи, некоја моќ во потенција, во потентност, во можност да се оствари. И второ, што е веќе од феноменот 68 наваму, нели, најпроблематично прашање е тоа со општествените промени. Значи, ако гледам десно идеолошки ориентиран, ќе кажам да, точно, уметноста и културата имаат сериозна моќ да донесат општествени промени, како што Скопје 2014 година донесе промени. Сега, лево ориентираните и понатаму ќе го кажат истото. Значи, да, точно, културата и уметноста имаат се уште потенцијал да донесат општествени промени. Сега, зашто разговараме ние тука? Левоориентираните, јас се надевам дека се уште или и понатаму веруваат во суштината на сите овие употребени поими тука. Моќ, уметност и култура, како бином, и општествени промени. Бидејќи во основа тоа се просветителските и емансипаторските идеи. И тука нема ништо спорно. И од тука се поаѓа за подобро утре. Значи, да станеме како субјекти на општественоста подобри, поквалитетни, да бидеме рамноправни, да бидеме еднакви, да споделуваме и да го шириме сето тоа. Од друга страна, не можете да ја убедите десно ориентираната идеолошка опција дека тоа не го прави и таа. Значи, се соочуваме со еден релативизам, односно со една релативизација на состојбата. Од тука, како да се говори во општествена ситуација за моќта, кога водечките, да кажам така, мислечки субјекти на оваа култура, веќе 10 и повеќе години, можем да кажем слободно 20 години, зборуваат, пишуваат и практикуваат размоќување на позициите на моќ. Како една, да кажем така, во овој момент од моето излагање, неутрална идеолошка позиција. Значи, пред малку слушав еден говорник кој тоа и го практикуваше и го застапува како теориска основа, нели, за размоќувањето, и помладите генерации од прилика се држат кон тоа кредо, односно таа една пост 68-машка линија која завладеа, нели, во Европа околу децентрализацијата, децентрирањето и обезмоќувањето. Тогаш се прашувам себе си, ако се сложиме сите заедно да ги обезмоќуваме центрите на моќ, тогаш зошто уметност и културата би имале привилегија да поседуваат и понатаму моќ? Например. Од друга страна, дали модерниот проект кој ја создаде и идејата и дефиницијата за уметник, уметност и култура, онака како што ние се уште или понатаму или по инерција ја размислуваме и ја практикуваме,
Во оваа денешница која постои исклучиво сега и тука. Затоа се повеќе ни говори и ни го потврдува, нели, прагматизмот кој работите многу едноставно ги дели. Бидејќи сакам да размислувам за тоа дека 60-осмашкото или пост 60-осмашкото разочарување од успешноста на модерниот проект како пропаднат, ни укажа на нешто друго. Дека сепак, или во известна рамка, во известна смисла, на известен начин, на соодветен начин, уметноста и културата не се производи на човековиот дух кои ефектуираат веднаш. Тоа е, како се виката, long-term project, како што обично сакаме да кажеме. Значи, како тогаш да инвестираме, како тогаш да ја промислуваме културата и уметноста како долгорочна инвестиција, значи нешто што ќе возврати како напредок, како просветлување, како подобрување во некое апсолутно непознато време, после од сега. Кога живееме во општество или во ситуација или во економија или во односи, мислам на односи меѓу субјектите во една заедница, кои се во најбуквална смисла хикетнунг. Значи имаме колизија во концепциите. И нормално дека не сме задоволни со ефектуирањето, бидејќи, нели, ова итроста, velocity, како не, итрост, не знам како, итност, нели, брзост, како што би рекол Пол Вирилио, нели, во една негова книга, значи не приморува на очекување на резултати сега и тука. Во таа смисла сега се прашувам, ако и понатаму ние уметноста и културата ја разбираме во нејзината модерна структура, дека ќе резултира после N години од сега, и дека ја правиме сега за да резултира по N години понатаму, и да донесе најверојатно општествени, и ќе донесе најверојатно општествени промени, тогаш чуму итноста на овој момент сега. Тоа ефектуирање не прави, како да кажам, создаде една култура на нестрпливост. Јас се извинувам, не знам дали е соодветниот македонски збор нестрпливост. Значи, немаме трпение, не можеме да дочекаме, не знам како да го објаснам. Тоа произведува една култура и уметност која е навистина ефемерна во најлошата смисла на зборот. И која е буквално од денеска за утре. Тоа го отфрла, значи, ја отфрла суштината на модерниот проект. И сега видите, ако толку контрадикторност имаме во поимите кои се производ на модерното доба, кој не живее веќе во својата суштина, туку живее само во својата форма, и од тука лесно е манипулацијата со пропагандата и со пакувањето и со употребата и со злоупотребата на културата и уметноста во рамките на општествените рамки. Јас би рекол, нели, како лево ориентиран по идеологија, дека ВМРО го ја злоупотреби културата и уметноста. Но тоа не можам да го убедам некој кој е десно ориентиран. И тука е таа релативизација. Значи, половина во Македонија се задоволни, половина не се задоволни. Јас сметам дека, нели, неоконзервативната идеологија или конзервативната, како сакате спакувајте, не оди напред, а некој ќе каже од тоа другиот блок, а зошто мораме да одиме напред? Тогаш, во ова буквално какофонија, значи во ова добар е цртежот, нели, со бунилото, ние сме сите бевме под една извонредно добро тактички или маркетиншки или продуцирана мешавина од толкувања што се несува до проектот Скопје 2014 година. Некои мои пријатели ми забележуваат дека всушност се тоа треба да се сведе само на перење пари и купување локации, нели, во центарот на градот со известни инвестиции, како што е направен и Рокефелер центарот во Њујорк, па бев посочен еден текст од Пери Андерсон, кој токму го објаснува тој феномен, нели, на инвестирање по квадратен метар. Чисто земјиште, чиста, што би рекле сега овие новиве теоретичари помладиве, комодификација на една идеолошка парадигма.
Значи, во ситуација во која што сите ние добивме еден дополнителен ветер во едро со назначувањето, според моје длабоко убедување и искрено убедување, еден од најписмените министри за култура во оваа држава која евер ги имала, не зборам за стручњаци ангажирани како министри за култура. И да вчера биде тој заменет. Значи, тоа си пукате не во нога, како што вели нашата поговорка, туку си пукате во глава. Значи, таквата Пазете, општествените промени кои се случија, јас би сакал да верувам дека шарената револуција изврши некаков притисок или дополнителен притисок, нели, на општественоста, за да се случи ова промена, нели, во владеачката, како што велат тие самите, нели, односно управувачката структура во Македонија. Но тука на сцена настапи, и тоа е, најверојатно, Артан мислеше толку на тие мои пишувања, кога се обидував да го најдам местото на уметноста или на уметничкото во рамките на шаренилото на шарената револуција, односно на тоа што некои слободно и лаички, нели, го споредуваа со Джексон Полок и така, значи со уметнички референци. И мислам дека сепак не успеав да објаснам докрај дека всушност токму со тоа што се случуваше како естезис, односно аистезис, во Рансиерова смисла, да го дополнам колегата Димитров, Славчо, кој го спомна Рансиер. И тоа ќе го спомнам во оној негов четврт режим на уметноста, тоа е режимот на искуството, кој и понатаму не врши работа, односно не ни дава за право да ја мешаме уметноста со активизмот. Артивизам, со тоа ќе заклучам и ќе завршам, е еден наш рецидивен напор да и понатаму и обезбедуваме место на уметноста и културата во некоја општественост која е потполно различна и која е многу далеко од тоа што модерната епоха го постави како столбови, како темели, нели, на едно општество, во кое уметноста и културата ќе носи промени и на кој ние и понатаму сакаме да веруваме дека има се уште останата неискористена моќ во нив. Ви благодарам. Thank you, Nebusha. So before I open... Благодарам, Небуша. Пред да го отворам просторот по овие презентации од страна на 4 говорници, имам по едно прашање за секој од нив. И сакам да бидете куси во вашите одговори, за да можеме да преземаме прашања од публиката. Оливер, во твоето искуство, кое што го презентираше како уметник, меѓутоа и работата како активист, кој што го имаш на својот блог во однос на идеите за мигрантите, па потоа исто така лично ми се допаѓа онај проект кој што се однесе на самоорганизирани фактори во Грција и на интернет. Тоа беше всушност еден пример за таква практика, тоа е Ендита фабриката во Босна. Меѓутоа, потоа, кога ќе ги разгледаме работата и презентацијата на твојата работа, едно прашање кое што треба да биде одговорено е дали периодот преку различните уметности денеска во однос на земање на одредени политички и социјални проблеми кои што постојат во општеството, но потоа да ги кодираме преку рефинирани пораки за уметничките дела, кои што потоа повторно се презентираат во еден јавен простор. Дали ова или оваа практика, уметничка и активистичка практика, некако е заглавена во логиката на спонтано излагање во јавниот простор и покажување на јавноста и на самиот гледател дека постои одреден проблем и дека тоа ја игра улогата на еден вид на јавно гласило за јавни вести и тоа е начинот на кој што се представува проблемот на самиот јав, бидејќи понекогаш е кодиран и потребно дополнително објаснување, па дури ако јавноста е еманципирана,
би ве прашал дали всушност дали овој начин на интервенција има всушност начин да го смени начинот на животот на луѓето од јавноста, како го искусуваат овој одреден социјален или политички проблем кој што вие го експонирате или го изложувате преку вашите практики. А вториот дел од прашањето, дали мислите дека има поразличен период преку користење на овие процеси кои што може да направат вистинска разлика во практиката на секојдневниот живот на луѓето, бидејќи мислам дека чувството на времената итност во која што ние живееме во општество не бутка да конзумираме преку куси временски периоди овие уметнички дела, а потоа да се вратиме на дневните рутини. Дали моето прашање, дали мислите дека постојат модели кои што можат да ја скршат оваа секојдневна практика на луѓето и веројатно да ги стават во ситуација каде што тие треба да размислуваат како да изградат нови простори каде што ние не сме под овој временски притисок за кој што зборуваше Небојша, и дали можеме да колективно да практикуваме и да замислиме о различни видови на општествени односи кои што не морат постојано да бидат посетувани на сите незгоди кои што им се случуваат на луѓето, посебно во однос на и треба да го преобмислиме уметничката практика која што се прави во јавноста и каков потенцијал има таа, да кажеме, надвор од она што е перцепирано како многу активистички политички контексти работа. Благодарам. Поради ограничување на 10-минутна презентација, јас можев да презентирам само околу 4 проекти на кои што работиме, кои што може да бидат видени сами по себе како можност која што јас ја најдов за себе, како да комуницирам со мојата публика и како да изразам одредено политичко прашање кое што сметам во одредено конкретно време дека се важни. И доколку презентирав уште 5 проекти, ќе видевте која ми е другата работа. Па за тоа всушност јас сам за себе не мислам дека тоа е нивниот начин на кој што како тие да комуницираат и да постигнат социјална или општествена промена или па како да го променат секојдневниот живот на луѓето, бидејќи има илјадници различни начини кои што ги зголемуваат односите на моќ или пак воспоставуваат нови форми на размислување, на имагинација за еден вид на алтернативни различни општества кои се стреми на утрешната презентација ќе имам всушност можност да презентирам уште неколку други форми кои што ги сметам дека се релевантни за овој дискурс. Веројатно во една дискусија подоцна би можел малку повеќе да се обратам и на овие други практики. Но голем дел од работата што работиме во последните години, која што беше невидлива во мојата 10-минутна презентација, всушност се поврзува со мојата уметничка практика. Јас ги вградувам социјалните движења или општествените, кои што воспоставуваат различни платформи за луѓе кои што се активни во социјалните и во општествените движења. И исто така создадов голем број различни проекти кои што следеа различни активности за социјална или општествена непослушност и други вид на општествени движења. И затоа сакам да ги видам кои се ефектите до овие активности на граѓанска или општествена непослушност. И јас самиот би бил малку внимателен за да кога мислам да кажам дека практиката или практикувањето уметност навистина ќе ја смените политиката на или пак репрезентативната демократија, која што мислам дека е малку идејата всушност на овие панели кои што ги одржавме денеска.
Барем јас никогаш не сум обсервирал некаква уметничка работа која што би имала капацитет да го направи сето тоа. И навистина би бил заинтересиран да научам нешто повеќе. Но во мојата идеја и како јас го гледам се во ова, оно што може примерно да го постигнеме за да се смени преку уметниците кои што учествуваат во на работа во поврзано со социјалните движења кои што имаат капацитет за да создадат одреден притисок и преку ваквото вклученост можете финално да имате некаков ефект врз тоа како нашата држава изгледа. Мислам дека у институциите, у институционалниот уметнички свет и комерцијалниот треба постојано да оделуваат од активизот дека тие природно сакаат да одат едес и кога институциите се често они кои што сакаат да ги оделат овие две работи. Меѓутоа, едниот начин на кој што тоа го прават е дека уметникот е единствениот автор, дека тој го создава мирот и потоа тие работат околу и тие тоа може да дојдат до оваа идеја за брилијантот. А ова потоа се преточува бидејќи таквиот свет има толкаво влијание на нас како уметници во идејата дека јас ќе го направам тоа да функционира и ако не го решам проблемот, тогаш ќе бидам бидејќи јас сум уметнички автор. И всушност уметноста всушност ја пишува историјата на колективните движења во рамки на различни соработки и оваа работа мора да биде направена во соработка со социјалните или општествените движења. Но од другата страна морав да ве прашам за приодот и можеби за вашата практика. Да, постојат социјални општествени движења, но ова е проблемот со кој што ние се соочуваме со приодот на уметникот кон општественото движење. Понекогаш тие постои одредена грижа за тоа дека имаме уметници кои што им приоѓаат на овие движења и го ја истражуваат содржината што ја креирале овие движења од една, како да кажам, патронизирачка позиција која што може да всушност да ризикувате да влезете во позицијата и причините се прилично досадни и репетитивни, па морате да додадете некаква малку боја за да тие бидат малку по-уметнички. А ова е проблемот на политичкиот приод на уметниците, како што веќе кажате, уметноста има потенцијал да гледа напред во иднината и да гледате каде треба да фатите кривината и да завртите. Меѓутоа, понекогаш немате избор дека треба да се соочите со некакви проблеми и понекогаш немате потенцијал да ги надминете тие проблеми кога имате, да кажеме, еден еклатантен пример за директен расизам или пак физичко исчезнување или пак проблеми како што ги гледаме во последните 2-3 дена, кои што се случуваат во Палестина, каде што имаме уметнички активизам кој што не решава никако оваа очајна институција која што им се случува на палестинците во Палестина денеска. И дали понекогаш постои ризик дека самиот уметник во соработка со одредено движење на уметноста во општественото движење треба да има одредена разликување помеѓу овие две или не треба да биде релевантно кој треба да се сметат кој е производ на општественото движење заедно со како практика или производ кој што може да биде вреднуван и гледан како уметничка или практика која што не следи во овој стерилизиран концепт во однос на институционалната култура и обидот на институциите да го кодифицираат. Имате многу работи кои што ги кажав, ќе се обидам да одговорам на се. Прво зборувавте за
дека секогаш има лоша уметност, лоши уметнички дела, значи тоа секогаш ќе се случува. И се разбира дека постои ризик, дека тоа може лошо да биде направи. И уште поголем е ризикот дека тоа може да биде направено на лош начин. И уметниците може да дојдете да кажат, го имате овој проблем, ајде да ви кажам јас како да го направам вашиот проблем покриен и тоа ќе го реше. И тоа би биле апсолутно погрешни во нивниот пристап. Меѓутоа, начинот на кој што активизам кога зборуваме за преклопување на двете и всушност сакам јасно да ви кажам, не велам дека уметниците кои што ја обезбедуваат визијата за напред, тоа е стратегија и поставување на целите и дека нешто треба да се направи во различни движења и организации. И постои критичен ден кој што недостасува во многу социјални движења, тоа е повторување на едни исти тактики. Мојата омилена прикрис е кога работе во Јужен Тексас, каде што имаше една жена што ми кажа дека ќе одиме на 20 годишнината и ќе маршираме против смртната казна, а еден од учесниците рече дека можеби по 12 години би сакале да се обидете со нешто друго освен марш против смртната казна. Бидејќи 12 години тоа не дало никакви резултати. Па затоа имаме луѓе кои што емигрираат и во други движења, меѓутоа не да го заменете она што го прави активизот. Туку треба да биде како една дополнителна алатка, многу често ризична алатка, дека некогаш тие нема да можат да успеат, но може да успеат многу подалеку од, да кажеме, типичните тактики кои што може да ве доведе. Можеби ова е поентата каде што сакам да ја вклучам Христина. Сега почна да се спомне тој момент на дистинкција на институциализирана уметност и дисперзирана некој одредена социјална, општествена пракса уметност. Од друга страна, мислам дека постои во моментот една одредена перверзија во која на некој начин не се снаоѓаме во самото поставување на тезите кога дискутираме за поддршката, институционалната поддршка или државната поддршка на уметноста и на уметничките процеси, на уметниците индивидуално или колективно од страна на државата, и од друга страна на оно што се тенденции, што се говорат дискурсот кој се развива, да кажеме, кој е поавтономен, дека секогаш треба да се држиме во дистанца од ризикот да бидеме кооптирани од страна на државата за интересите на одредена владеачка елита. Дали мислите дека таа перверзија може да се состои во конкретен опис, дека тоа што би требало да се бара како колектив, како уметничка културна заедница, како институционална поддршка, е комплетно промашено како вектор до кого се адресира, дека ваквата држава, ваквата неолиберална држава, не може никогаш да понуди она што на уметничката и културна заедница му треба се, без одредени отстапки и такви форми на кооптација. Дали треба да се изгради таква дистанца, да се бара, да се створат институции државни кои ќе бидат достојни за да поддржуваат групи и колективи или одредени индивидуални пракси. Дали мислиш дека тука може би се состои проблемот со целата таа доста первертирана дискусија во однос на институционализирана култура и институционална поддршка за уметнички проекти и уметнички пракси, а од друга страна со целото тоа го носи ризикот за кооптирање и оддалечување од конкретното општество во кое мора да се делува и затварање во одредени потесни елитистички кулуари на кои, како што некој во првиот панел, мислам дека го спомна тоа, каде што комуницираат едни со други во галериите и пишуваат екстремно обскурни текстови кои сами со себе тешко би треба да разговарат, да ги декодираат. Па за мене ова последново е комплетно едно традиционално толкување на уметноста. Мислам, јас воопшто не сакам ни да го размислувам тој дел од уметноста која што секако си постои, меѓутоа јас не се гледам во тој сегмент. Проблемот кај нас што е културата е крајно централизирана. Институциите и конкретно во оваа институција во која што седиме е централизирана, значи ја нема својата независност да функционира како музеј, како институција. Значи целата моќ на културата и беше одземена, тргнувајќи од институциите. Ние не постои систем кој што некогаш и до некаде нудеше поддршка на уметниците и на културата, до некаде и независно, тој систем не постои.
Никаков систем не постои. Стивен спомна и, не знам, Art Market и, не знам, Institutions, ама ние тука немаме ни Art Market, немаме ни сериозни институции кои што сериозно го прво имаат однос кон уметниците, кон она што го создаваат уметниците, кон останатите актери во тоа поле, не знам, историчари на уметност, куратори, валоризирање на таа уметност. Мислам, тргнато од тоа дека пред неколку години Министерството за култура буквално им ја одзеде и мојкта на институциите сами да одлучуваат кои дела сакаат да ги имаат во своите колекции. Значи, можеби сме сега на супер некоја позиција во која што доколку би инсистирале мојкта да се врати повторно назад на институциите, таа мојк да биде правилно искористена. Во тој простор да може да функционираат сите актери од културата. Секој да може да седне, да зборува, да го користи, да биде мултифункционален, да биде како една форма на лабораторија. Затоа што овој простор треба да го делиме сите ние. Бидејќи во Македонија не постои елитистичка уметност и култура. Можеби Скопје 2014 е тоа. Кога ќе замислиме колку пари се слеа натаму и какви се објекти доби таа фигуративна уметност, восочни фигури. Можеби тоа е некакво решение. Океј, последно прашање за Видич и одма може да се вклучиме со прашања од страна на публиката, те молам пократок одговор, да оставиме можда поише време на другите. Додека презентираш и збориш, да пример, поише предавање, да кажеме, она што ми остави на некој начин чувство на дека ми треба нешто по-конкретен пристап и одговор, особено во делот на подолгорочен пристап на целиот процес на развивање и продуцирање на одредени форми на уметност. Однам на глава ми текна она животна теоретска и интелектуална пракса или линија на развој на Хенри Лефевре, кој почна како член на Комунистичката партија на Франција да делува, мислејќи на глобалната интернационалната револуција, па после почна да се бави со правото на градот, и од таа позиција задната завршната фаза интелектуална му е критика на секојдневниот живот и сметајќи дека таа е инстанцата во која треба да се смени, да се менуваат страни. Стварите, а не преку големи каузи, големи идеи туку во малите промени во секојдневието на луѓето кои понатака влијаат на промена на односите во повисоката обштествена инстанца или прават одредена таква естетска промена во расиерва смисла на зборот на обштеството, променување и процепување во обштеството. Во тој смисол, дали мислиш дека развивањето на теоријата за успешноста на уметноста да смени ствари, развијане на конкретни, доста разработени теории за современата пракса на уметноста, се забрзани, дека можеби треба еднаш да има доволно пракса, па после теоријата да следи и да може да има време да процени каква била релевантноста на таа пракса, обштествена, историска, што вовела ново и дали мислиш дека целата дискусија околу современата уметничка пракса некогаш пати од прекумерно теоризирање кое можеби е прерано за да се изведе? Морам да се насмеам. Од една страна, да, точно е, премногу теоретизираме или пребрзо теоретизираме за некоја мала, скоро никаква уметничка пракса, а од друга страна ни се случи Скопје 2014 која беше нула теоретизирање и екстремна пракса, нели? Затоа се насмеав, нели, бидејќи и тој видите, мораме да се договориме, бидејќи се работа на договор. Прво, во какво општество живееме, значи да сватиме во какво општество живееме. Второ, во какво време живееме и што сакаме и кое место би сакале ние да го имаме во тоа општество и во таквата општественост. Не можеме да зборуваме за уметник денес. Видите, тоа е дефиницијата на модерното доба. Пак ќе се навратам назад. Заради тоа што уметникот, ние сите тука и овие примери кои беа дадени предпладне, нели, и колешките од Приштина со целата почет,
Значи, ние му, како да му делегираме легитимитет на уметникот да зборува во наше име. Тоа е исто една алтизеровска ситуација, нели, во однос на партијата. Партијата сега превзема сето, нели, во наше, или ние ја легитимираме партијата во наше име да зборува. Значи, очино дека така не може повеќе. Заради тоа што видите на што се сведе тоа што сите го, нели, очекуваме да овие, се разбира, сите мислиме кога зборуваме за оваа тема, дека уметноста се случува вон од затворениот јавен простор. Сите мислиме на отворениот јавен простор. Меѓутоа видите, јас тоа што го сведочам е редовно правење портфолио. Па сега се прашувам понекогаш, дали е искрената намера на уметникот или на уметничката група да има што да покаже кој ќе го покана на оваква некоја ситуација, да биде конкурентен за грантирање кај фондации кои бараат CV, за втор циклус или трет циклус на студии, или навистина се заинтересирани за ефективноста на тоа што го прават во тој јавен простор. Овој пример кој јас не го запамтим уметникот, меѓутоа со проектот во Минхен, тоа е Сен Ленинатор, ако не се лажам, кој е безимен, и вие убаво рековте, уметникот не се потпишал за да не се каже, уште еден уметнички проект. Ајде да ги видиме, тоа со колегите студенти често пати го разговараме на часовите, ајде да се деавторизираме. Тешко се пушта. Тешко се откажуваме. Тоа исто важи за мене, зашто ја не објаваме en текст без Небојша Вилич на него. Значи, во таа смисла, седур оперираме, тоа беше целата моја поента, со поими и категории кои се производат на модерното доба. А живееме во една ситуација која нема скоро никаква врска со модерното доба. И трето, се залагаме за некое доба кој ќе биде доба на еднаквост и правда, тогаш не ни останува ништо друго, туку напротив перманентната револуција. Гордан не го гледам сега тука, ама ќе си дозволам да одговорам на неговото прашање каков е активизмот денес, така? Активизмот никогаш не престанува, бидејќи секогаш општеството е во судир, односно е дисензуален, Плавчо го нема замена и тој. Значи, ние секогаш сме во постојана дисензусност, заради тоа што општествениот и политичкиот поредок е така организиран. Никогаш нема да се исцрпат причините, нели, за протест. И тука тоа е дефиницијата на Рансиер, оно колку што јас го разбрав. Значи, естетичкото повеќе не се бара во уметничкото дело, во уметноста. Туку, како што вели тој, естетскиот предмет, суштината, нели, на тоа, на Баумгартеновата естетика, сега веќе не се бара преку, нели, пирамидата The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, нели, тука која беше илустрирана, преку уметничкото дело, туку напротив, во случувањето во јавниот простор на сите оние кои сакаат да го обезбедат своето право на глас, да бидат видени, чуени и слушнати. И тој естетон, тоа е новата естетика, тоа е новата уметност. Жалам, тоа не е уметноста која е изложена тука и за која се школуваме. Тука зборувам автохирични за самиот себе си, бидејќи јас сум историчен на уметноста. Do we have questions from the... Дали и имаме прашања од публиката кои што можеме да ги земеме, а во меѓувреме можете и вие да се приклучите. Моето прво прашање е за Небојша Вилич. Веќе споменавте дека левата и десната идеологија, меѓутоа ништо не кажува за рейтинзите, а тие се всушност форма на еден активизам, колку што јас знам во овој цивилизиран свет, па затокму заради тоа кажав на предходните состаноци, кога Кристина зборуваше за жал, за разлика од другите фондации ширум светот, моќта на македонците е дека многу од нив всушност беа диктатори во комунизмот и тие беа соработници на безбедносните и на тајните служби, и бидејќи немаше само еден вид на дали тоа потекнува од неја, како што Кристина велела, дека тие не се многу активни, како Славчо беше многу активни и тие може би не постигнаа многу работи, но ова е всушност еден вид на
група на луѓе кои што имаат одредени финансиски интереси за да учествуваат во фондациите и навистина ми е жал што ова се случува и не знам зошто никој не избра да говори нешто за тоа, бидејќи ова е всушност дека тоа не е важно, туку не важно е дали некој е десно или лево ориентиран. Второто прашање е за Стив Ламберт. Сакав сакам да ве прашам дека не треба да се фокусираме на проблемот и не може да постигнеме ништо на тој начин, бидејќи овој галерист од Нью Йорк не се беше фокусиран на проблемот, дека неговиот син е адолесцент и беше фотографиран гол и дека тој потоа развил аутизам, например Бела Скиара и Арсија Дженто. Тие не се фокусираа на проблемот кој што дека Харви Вајнстајн ги силуваше, туку всушност завршија на терапија со половина мозок, но навистина успеа да го издржа тоа. Дали ова е вашиот приод кој што го преземате, приод кој што ги запоставува последиците и каде што вие ја постигнувате цел, но последиците дека ние ќе бидеме благодарам. За етиката, зарад тоа што не зборував ниту во смисла на етичкиот режим на уметноста на Рансиер, зарад тоа што не зборував за репрезентативниот режим, зарад тоа што не зборував за естетичкиот режим на Рансиер. Но дури ако сакате, не знам во кој контекст го поврзате, зашто ја не сум препознал тука со фондацијата, тоа е без веза, мислам, апсолутно не, тоа не беше мојата поента на моето излагање. Меѓутоа, апропо етиката, дури самата етика доживува сериозни релативизации, да кажам. Значи, погледнете го помирувањето за кое се случи пред неколку години, нели, по повод чествувањето на Првата светска војна. Значи, погледнете ги помирувањата и кои се бараат од нас, односно релативизирањето на улогите што еднаш во некое време, некоја историја го има напишано и кажано, нели, како добро или како добро и како зло. Значи, тоа е времето во кое ние живееме, тоа е релативизацијата. Знаете, не можете да веќе не можете да кажете дека се извинувам дечки, балистите во Втора светска војна биле на лошата страна. Вие тоа не смеете да го кажете. Заради политичка коректност, заради тоа што сега се релативизира и се релативизираат и самите страни во чиј интерес, во кој интерес. Ние знаеме зошто Германија и Франција се помирија. Зошто воопшто Европската заедница како идеја се роди, поаѓајќи првиот договор е за Јаглен и крај на приказната. Така што не можеме денеска, се извинам. Кој? Чекайте, немојте да се расфрлате туку така не се расфрлајте со карактеризирање, ве молам, дајте, не е ова пајна ѓурце. Диктатори, ве молам, ја не сум тука ниту некого, значи, се извинам, немам одговор, мислам, не сакам да ви одговорам, бидејќи немате ни прашање. Okay, Steve, do you shortly have an answer? Стив, дали имаш некаков одговор на прашањето што беше поставено? Го преземам прашањето како хиперболично, како еден начин како да се направи поента. И би кажал дека без оглед на тоа каква е ситуацијата, да се размисли за тоа кој е идеалниот исход, да не се игнорираат проблеми, да се сватат кои се тие и да не се фокусираме не толку на нив за штета на последиците. И преку работа со илјадници уметници и активисти, рече си дека сите тие имаат престанаа да зборуваат за победа
или да престанат да размислуваат за тоа што тоа би значило за нив. И светот во кој што ние живееме навистина е ужасен и да се имаме некаква фантазија за тоа што би можело да бидеме или да живееме во светот во кој што живееме, може да биде прилично разочарувачки. Меѓутоа без таа визија тогаш немаме ни смисла зошто би живееле. И на многу луѓето често се водени од визијата за она што би можело да биде многу подалеку од колку детално објаснување за тоа колку е ужасна сегашната. Па затоа ако сте организирани во една некаква стратегија, мислам дека ќе го најдете ефективниот пат да го постигнете. Дали имаме некои други прашања од публиката, може би коментар? Се извинувам, не зборува на микрофон, ке може ли да му подаде некој микрофон? Дури во едно општество имате различни групи кои се борат за различни каузи, па дури во поголемите глобални заедници имате различни општества кои што се борат за различни непријатели во земји како што или во култури како што се во скандинавските земји каде што немате доволно проблеми во однос на корупцијата или нееднаквост како што имате овде во јужноевропските земји и тие имаат различни вредности или пак дури и по различни политички гледашка за тоа како ќе ја заштитат природата, тоа се горливите проблеми или поважните проблеми со кои што тие се соочуваат. Па затоа интересно е да се види всушност и во различните општества дали луѓето повеќе се борат за локални проблематики или за глобални проблематики и интересно е да се споредат всушност она што вие го кажавте на овие прашања. Не сум сигурен дека го сватив прашањето, но има едно нешто. Кога зборуваме за корупцијата, би бил многу внимателен, затоа што се мислам дека има многу корупција и во скандинавските земји и други држави, каде што можеби корупцијата изгледа поразлично или зема некоја пософистицирана форма, но сепак ќе го земам предвид само фактот дека по финансиската криза во 2008 година банките во европските земји беа затворени и тоа би било индикатор за каква е демократијата. Да, исто така ќе кажев уште нешто. Мислам дека ова се поврзува со многуото на што го зборувавме. Здравието на институциите, зборуваме за здравието на одредени јавни институции, но често не мислиме на здравието на нашите институции. И има корупција во институциите за уметност и гледам дека се случува тука во Соединетите Амерички држави се случува на поинаков начин. И ние не мислиме на здрави институции за уметност, како што не зборуваме за здрави институции за слободен печат. За да имате слободен печат треба да биде автономен, финансиски независен, да не биде под влијание на пазарите. Луѓето во медиумите треба да бидат посветени на новинарство и слични работи, но не размислуваме за тоа со уметниците. Или не зборуваме на ист начин. И уметниците треба да можат да работат за да си го заработат лебот, исто како што новинарот треба да работи. Но на некој начин, но сепак не размислуваме на здравието на институциите за уметност, како што мислиме за здравието на институциите за слободен печат. Со институциите за уметност, тие се корумпирани, тие се влијае врз нив, не се автономни, не се независни. Уметниците живеат дискутабилни животи. Ние некако го обвиваме тоа со таков вид стереотип. Дали би можеле да го имаме последното прашање од публиката доколку има? Барете има уште едно. Вклучам повторно, меѓутоа ова што го слушнав беше прекрасно нешто за да
ете ме потикна за две моменти. Едно да се искажам како јас работам, како јас ја сваќам културата и уметноста и според мене кои се причините зашто сме на вакво нешто, а предпоставувам дека вие сте повеќе компетентни во тоа. Јас мислам дека комерцијализмот, па потоа партизацијата и политизацијата на нештата кај нас навистина направи многу за да ние бидеме на вакво ниво. Само за пример, јас имам многу цртежи, гравури и секакви работи дома, ама не можам никако да се истакнам, затоа мислејќи дека не е некоја си вредност, ама тек сега сватив дека некои луѓе кога ги видоа ми рекоа дека тоа е прекрасно нешто, но треба да направиш изложба. За да правам изложба треба да сум член на некоја си партија. Едно. Второ, да направам изложба морало треба да се инвестира. Така да, според мене, преди се комерцијализмот, комерцијализацијата и политизацијата. Со ученици одам на саем на книгата, сите одам. Само бидејќи сме при крај, немате многу. Одма ќе одам со точак, значи бiciklизам, воедно развиваме и другото. За некој јас сум гребаторот. За мене лично тоа е уметност. Место со автобус ширам, односно садам екокултура. Денес бев со ученици на овој евент. Што представува според вас? Дали е тоа култура, дали е уметност, дали навистина е нешто што треба јас да размислувам? Сум или не сум на добриот пат? Благодарам и се извинувам. Okay. If there is a last question, if not... Доколку има последни прашања, доколку не, ве молам, ако имате некои последни зборови, за да бидам демократичен со вашето присуство, но доколку немаме прашања, можеме да ја затвориме овој панел и она што мислам дека едно нешто што мислам дека е очигледно сега, дека можеме да продолжиме понатака и на крајот на овие два панели можеби би можеле подобро да го сватиме насловот на ова работилница. И како што Небојша кажа, уметноста и културата се нешто сосема различно во својата моќ, кое што не го користиме, но можеби треба да размислиме за тоа како да се зајакнеме себе си како двигатели во социјалниот живот и како да ги зајакнеме уметностите и како да изградиме моќна култура и не во смисла на колективи кои што хоризонтално работат меѓу себе, но со таа помисла би сакал да го затворам овој панел и оваа работилница денес. Ви благодарам за вниманието и за учеството и ти благодарам, Славица, за тоа што го организираш и ќе ти дадам последен збор. Навистина многу ви благодарам. Уште еднаш за трпението, учеството, интересот. Само да искористам дека имате се уште внимание, да подсетам дека утре во овој исти простор од 11 часот до 14 часот има работилници и тоа две. Едната ја водат девојките од Хевит, а другата ќе ја води Стив Ламберт. Потоа ќе имаме пауза за ручек од 14 до 15 часот и од 15 до 17 часот на овој простор тука ќе имаме уште една сесија со Оливер Реслер, ќе презентираме негови филмови и ќе имате прилика да навлезете подлабоко во тоа што тој го работи, ќе имаме прилика да поразговараме исто така дополнително. Тоа е тоа, а вечерта во 20 часот во мобилната галерија во паркот на Франкофонија се отвора дводневна изложба на нашите активистички времиња. Така да ве поканувам да присуствувате и утре. Благодарам уште еднаш.